Здраво, мој првачиња! Денеска ќе ви одржам неколку часови по македонски јазик. За да знаете кој час за кој ден е, ќе го следите датумот што се наоѓа во горниот агол на мониторот. Сега подгответе ги вашите книги по македонски јазик и тетратката без линии и тетратката по тесни и широки. И започнуваме. Ајде да видиме. Кажувај што гледаш на сликичките. Риба, рак, ранец, ракета. Рака, река, рерна, радио. Еве ги истите зборови напишани со букви. Риба, рак, ранец, ракета, рака, река, рерна, радио. И веќе погоди. Денеска ја учиме буквата Р. Буквата Р е една од потешките букви за изговарање. Значи, кога ја изговараме буквата Р, нашиот јазик трепери. Трепери. Но усните се раздвоени, значи не се допираат. Р. А јазикот трепери блиску до горното непце. Ајде сите кажете Р. Р. Значи, штом знаеме како се изговара, буквата Р ќе можеме да ја препознаваме во различни зборови. Сега ќе погаѓаме дали во овие зборови се слуша гласот Р и ако се слуша, каде се слуша. Ајде да започнеме од зборот кревет. К, Р, Е, В, Е, Т. Така е. Во зборот кревет се слуша гласот Р и тоа каде? Дали на почеток, на крај или во средина? Кревет. Така е, во средина. Сирење. С, И, Р, Е, Њ, Е. Така е. Сирење. Сирење, значи во средина. А сега одиме со зборот кој? Робот. Р, О, Б, О, Т. Така е, го има и тоа на почетокот. Ова е фока. Ф, О, К, А. Дали во зборот фока се слуша гласот Р? Не се слуша во право си. Ластовица. Л, А, С, Т, О, В, И, Ц, А. Не се слуша. Понатаму зборот елен. Е, Л, Е, Н. И овде не се слуша. А ова е врата. В, Р, А, Т, А. Се слуша и тоа на средина. А ова е вирус. В, И, Р, У, С. Се слуша во средина. Така. Ајде сега ќе продолжиш понатаму сам да одредуваш позиција на гласот Р во следните зборови. Праска, каде се наоѓа Р? Значи во овие зборови, во сите зборови го има гласот Р, само вие да одредите каде. Праска. Так, во средина. Срце. С, Р, Ц, Е. Во средина. Компјутер. Компјутер. Така е. Торта. Т, О, Р, Т, А. Во средина, во право си. Телевизор. Телевизор. Во право си. Тигар. И во зборот тигар. Р е на крајот на зборот. Крава. Ајде, кажи ги сам гласовите во зборот крава. Каде се наоѓа? Вентилатор. Така е. Бран. Б, Р, А, Н. Во средина, точно. Хеликоптер. И веќе е лесно дека Р овде се слуша на крајот на зборот. Верверица. Верверица. Верверица.
дури 2 пати се слуша во средината на зборот. Така е. Ајде да видиме сега како се пишува буквата Р. Значи, секој глас си имаше свој знак и тој знак се вика буква. Еве, буква Р. Буквата Р е составена од два елемента. Првиот елемент е права исправена линија, која што секогаш напоменувам се пишува од озгора кон надолу. А вториот елемент е една крива линија или полукрупче кој што го зафаќа само широкиот ред. Додека малата Р е слична, тоест иста, само се пишува во различно место во тетрадката. Значи правата исправена линија малку излегува надвор од тесниот ред, значи продолжува кон празниот ред, а полукрупчето или кривата линија се пишува само во тесниот ред. Еве како би изгледало ова во вашата тетрадка. И такви 5 пишуваме во секој ред. Сега ќе ви прочитам еден краток текст кој што го имате во книгата на страна 97, а вие ќе мислите малку и ќе ги одредите буквите Р, тоест ќе ги подцртате или заокружите во овој текст што јас сега ќе ви го прочитам. Ристе е рибар. Лови риба со трска на реката Радика. Тетка Мара ја вклучила рерната за да пече риба за ручек. Сега ќе го застанеш видеото, ќе ја сработиш вежбата во учебникот, а потоа ќе се провериш. Се надевам дека ја заврши вежбата. Сега одиме на проверка да изброиме колку Р имаме во овој текст. Ристе е рибар, рибар и почеток и крај. Лови риба со трска на реката Радика. Тетка Мара ја вклучила рерната, еве и тука имаме збор со 2 Р, за да пече риба за ручек. Ако точно си ги завршил, ако точно си ја завршил оваа вежба, секоја чест за тебе. Добар си. А сега, ова е пример како да се моделира буквата Р, значи големата печатна буква Р. Овде се некои сликички со зборчиња што можеш да се потрудиш сам да ги напишеш. Може некој и да ти помогне, но твоја задача е да ја подцрташ, тоест да ја одредиш позицијата на гласот Р во трите позиции, значи почеток, на средина и на крај. Еве овде имаме различни зборчиња: ветер, фломастер, телевизор, врата, орев, робот, праска, ранец, ракета и риба. И си знаеш дека во една страна во тетрадката под тесни и широки треба да ја напишеш малата и големата буква Р. И тоа е за буквата Р се за денеска. А сега, наредниот час, тоест наредниот ден, учиме нова буква. Кажувај кои сликички, тоест што гледаш на сликичката. Сонце, слон, свиња, сладолед. Срна, санка, снешко, срце. Веќе препозна, ја учиме буквата С. С сонце, С слон, С свиња, С сладолед, С срна, С санка, С снешко, С срце. Кога ја изговараме буквата С или гласот С, нашите усни С не се допираат, јазикот не вибрира, туку само С нежно се подкрива средината на јазикот на горното непце и воздухот поминува преку јазикот и зъбите. С. Ајде кажете сите. С. Така е. Сега ќе погодуваме во кои зборови се слуша гласот С. Ова се истите зборови од минатиот час,
Меѓутоа сега бараме друг глас. Претходно го баравме гласот Р, сега го бараме гласот С. Дали во кревет се слуша гласот С? К, Р, Е, В, Е, Т. Така е, не се слуша. Сирење? Така, и тоа на почеток. Робот? Р, О, Б, О, Т. Не. Фока? Не. Ластовица? Ластовица? Да, се слуша во средината. Елен? Не. Лист? Л, И, С, Т. На средина. Вирус? Се слуша на крајот, значи зборот вирус завршува со гласот С. И сега е ред на тебе. Ајде да видиме. Паста. Каде се наоѓа С во зборот паста? Глобус. Глобус. Така. Гасеница. Гасеница. Така. Нос. Нос. Така, на крајот. Семки. На почеток. Праска. По средина. Плюс. Плюс. Така. Минус. Минус. И тоа е на крајот. А кај зборот маса, МАСА, така е, во средина. Ајде да видиме како се пишува буквата С. Значи буквата С е составена само од една крива линија. Не е цел затворен круг како буквата О што беше, туку ова е како полукруг. Не е затворена кривата линија, туку е отворена. И вака се почнува, значи од озгора кон надолу, малку така се свиткува кон нагоре до горната линија во тетратката, па се спуштаме кон надолу, 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 па пак ја свиткуваме. И то доволно е до тука. Големата С, широк и тесен ред. Додека малата С е иста како големата, само кривата линија, отворена крива линија, ја пишуваме во тесното редче на тетратката. Еве, тука имаме повеќе букви. С, значи иста е и големата и малата и е многу лесна за пишување. Стасавме до тој дел каде што јас ќе ви го прочитам текстот, вие ќе ја пронајдете буквата С и ќе ја подцртате или заокружите и подоцна ќе направите проверка дали точно сте ја завршиле задачата. Славе и Тасе, значи вака, Славе и Тасе играат боси на трева. Ги виде една оса и им рече: не се игра бос. Веднаш да си облечете сандали, зашто ќе ве боцнам. И сега вие ќе направите овде пауза, ќе ја решите оваа задача и подоцна ќе направите проверка. Ајде да се провериме. Славе и Тасе играат боси на трева. Ги виде една оса и им рече: не се игра бос. Веднаш да си облечете сандали, зашто ќе ве боцнам. Доколку точно сте ја решиле задачата, браво за вас. И понатаму си знаете што следува: моделирање на големата печатна буква С и пишување или цртање на некои предмети што ја содржат буквата С и нејзино одредување на позицијата. Е секако во тетратките по тесни и широки една страна. А сега, нов ден, нов час. Исто како и претходните денови. Погодувајте ги сликичките.
Ајде да видиме. Топка, торта, телевизор, тигар, телефон, тиква, тегла, тепих. Веќе погодивте, денес учиме за буквата Т. Кога ја изговараме буквата Т, нашиот јазик се допира со горното непце, а усните не се допираат. Т. Воздухот излегува преку јазикот и зъбите, преку устата, но усните не се допираат. Ајде да видиме во кои зборови се слуша гласот Т. И ако се слуша, каде се слуша? Кревет. Т. Така, на крајот. Сирење. Не го слушаме овде гласот Т. Робот. Така е, на крајот. Верверица. Го нема. Врата. Врата. Така, на средина. Фока. Го нема. Ластовица. Го има. Ластовица. Во средина. И вентилатор. Така е, го има во средина. Еве, сега јас малку помагав, а сега веќе нема да помагам. Ајде да видиме, внимавајте, во некои зборови можеби ќе го има и повеќе пати да се појавува гласот Т. Во зборот торта. Каде е гласот Т? Т-О-Р-Т-А. Така, забележавте дека го има на две места. И на почеток, и на средина. Компјутер. Ракета. Хеликоптер. Баскет. Ајде до тука да направиме проверка дали ви оди добро. Еве го, компјутер во средина, ракета исто во средина, хеликоптер во средина, баскет, Б-А-С-К-Е-Т на крајот. Паста. Тротинет. Дете. Лист. Шпорет. Птица. Во зборот паста, каде е Т? Така е, во средина. А во зборот тротинет, Т-Р-О-Т-И-Н-Е-Т, во сите три позиции. Значи, Т на почеток, троти во средина и не Т на крајот. А во зборот дете, така, лист, Л-И-С-Т. Така, шпорет. Така, птица. Во средина. Браво за тебе! Ајде да видиме како се пишува буквата Т. Буквата Т е составена од два елементи, две прави линии. Едната права исправена, која што се пишува од озгора кон надолу, а другата е легната и се пишува горе, така, значи, високо горе. Да дојде исправената линија некаде на средина, како вага малку личи. Еве големата Т што зафаќа простор и на широкиот и на тесниот ред. Малата Т е иста таква, само го зафаќа просторот во малиот ред. Права исправена и права легната линија. Еве, уште еднаш, како тоа би изгледало во тетратката. И се пишува по 5 парови, значи во секој ред. Еве, вашата вежба е, значи, да моделирате буква Т, да напишете различни зборови на позиции различни во зборот, почеток, средина и крај. И ни остана уште текстот во учебникот и секако не заборавајте во тетратката по тесни и широки една страна да напишете, а сега и текстот да го видиме. Тетка трпана, ајде јас ќе ви покажувам како читам. Тетка трпана, тргна со торбата
во супермаркет. Таму ќе пазари краставици, домати, шпагети, тегла со сладко од тиква. Сега, мисли, реши, па ќе провериш. Ајде да видиме. Тетка е збор со двете. Трпана, тргна со торбата во супермаркет. Таму ќе пазари краставици, домати, шпагети, тегла со сладко од тиква. Браво за тебе! Знам дека ова ти е лесно како песна. А сега, бидејќи имаме 2 часа во еден ден македонски, малку ќе вежбаме зборови, читање, значи, со изучени букви. На секоја буква имаш дадено збор со 3 гласови, со 4, со 5 и со 6. Овие со 3 треба секој од вас да може да ги прочита. Овие со 4 исто така, може би некаде ќе ви треба мала помош, но некаде може би и сами ќе можете да прочитате. Со 5 зборови веќе сте супер, а со 6 овие, ако успевате да ги поврзете и читате, па вие сте тогаш генијалци. На А, на Б, на В, на Г, на Д, па понатаму на следниот слайд. Г, Е, Ж, З, Д, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П и последните од оваа недела Р, С и Т. Ти кажав, мора, за да научиме да читаме, да вежбаме. Доколку ги погодиш поголем дел од овие зборови, значи со 3 и 4 букви треба да ги читаш, а со 5 одличен си, а со 6 ќе направиш да бидам горда на тебе. А сега не мораш сите зборови да ги прочиташ одеднаш, може да ги читаш и со мали паузи доколку се измориш, но гледај во текот на денот да ги прочиташ. И ќе ми кажете колку зборови сте прочитале точно, а може и да ми направиш снимка и да ми пратиш да ми израдуваш. Убав ден!